Па тешко прашање. Познато е дека Охридската архиепископија ги минувала често своите граници, но знаела да биде голема од Молдавија и Романија, па се до Јужна Италија. Тоа значи дека таа секако дека е дел од животот, од историјата на многу народи. Значи тука е Романија, Бугарија, Србија, Грција, Албанија, Јужна Италија. Но е неспоредливо значењето на Охридската архиепископија за нашиот народ и нашата црква со сите останати. Значи, според мене и според моето скромно мислење, ако се има некакви заеднички ставови, тоа треба да го прават сите тие останати земји, нели, заедно. Охридската архиепископија, токму заради тоа, сите останати цркви околни, кои што биле дел од Охридската архиепископија кога се возобновувале, никој не се повикал на неја. За разлика од Македонската православна црква и почетоците, да се подсетиме на првиот црковно-народен собор, 45-та година во Скопје после Втората светска војна, и во резолуцијата се донесува одлука дека треба да се возобнови Охридската архиепископија, таа да се нарекува Свети Климентова Охридска архиепископија. Значи, дури не се спомнува дека треба да се именува како македонска, архиепископот да биде архиепископ Охридски. Па и денес, ако сакате, архиепископ прво се нарекува архиепископ Охридски, па потоа и македонски. Имајќи го предвид сето тоа, имајќи предвид дека ние говориме за историја, но знаеме дека и поводот за сите овие дискусии, нели, на комисијата што ги води, се секако дека имаат своји импликации во денешното политичко наше живење и би било можеби пожелно, доколку е можно, да се исклучат, затоа што станува збор за еден процес кој се уште трае, а можно е да може и да наштети на него.